Dobar den, hrabri, gordi ljudje. Dobar den, naši sopatnici, sopatenici, naši drugari, naši soborci. Dobre dojdovte na ovoj protestne sobe predsjedništeta na Domoru od DPMNE. Mnogurina ovije denovi me prašuva zašto baš tuka. Zašto ne pred vladata, pred parlamentom, pred nekoje ministerstvo? Pa zato što nije, evo neke 7. godina pored. Nemame ni tu premijer, ni tu vlada na Republika Makedonija. Imame premijer i vlada na jedna, samo na jedna partija, na VMRO DPMNE. Za njih, site onije što ne se njimi členovi, site onije što ne glasale za njih, ne se ljudje, ne se ravnopravni građani na ova zemlja. Za njih to je jedna masa, jedna raja što treba da bide pokorena, podživeta, da sluša i da trpi. Ako nekoj ko digne glasom, se ospeli si i povara svojite prava, togaš te go osjeti stapo, bendrako, otkazom, lična prijava, inspektorskata kazna. Slike go je tako. Velike 7 godini sistematski je rušen padnata država. Ja kaza demokratija ta ova zemlja. Za njih ne postoji ni tu ustav, ni tu zakon. 7 godini instalira partijska država, režimska država. Ja koncentrira celata vlast, porazite na jedan čovjek i jedna mala grupa ljudi okolo njega. Danes sme sobrani toku pred ova zgrada, zato što so godini ova zemlja. Čovjek ne može se vratiti u administracija tako nema partijska knjiška. Zato što ne može da se izbere ni tu sudija, ni tu obvinitel Turtuka, ne dojde i ne se zakoni na vernost u nidnata partija. Zato što ako si zemljodelec i ako zakaš da si gi zemeš subvencijite ili da dobiješ državno zemljište da ga obrabotuvaš, prvo ke te provera da li si na nivite partijski spisoci. Zato što duri i socijalната pomoć poveke neja dela po socijalните ustanovi tuku po nivite partijski sedišta. Денес сме тука пред ова зграда, затоа што нивите партijski фирми ги поклопија и преземаа сите бизниси во Македонија. Затоа што за да добиеш тендер, или мора да си нивен, или тежок рекет да платиш. Затоа што уредувачката политика на неголемите медиуми се уредува и договара токму тука во нивниот центар за лаги и манипулации. Поклопија се ова земја и медиуми, и судови, и државни институции, и администрација, и синдикати, и стопански комори, и црква, и граѓански сектор. Им остана само уште една пречка на нивниот пат до целосно приватизирање и узурпирање на државата. Само една, ама силна, моќна пречка – опозицијата. Опозицијата, која што таква, каква што е денес дружена и обединета, на последните парламентарни избори освои повеќе гласови од преродбениците. Драги пријатели, нашиот народен легитимитет е поголем од нивниот. Така е. Од нив кои што сакаат со се абсолютистички да владеат. И замислете, таа и таква опозиција се дрзна да праша како и зашто се трошат народните пари. Се осмели да рече дека повеќе на оваа земја нови кредити, нови долгови не и требаат. Дека наместо да се задолжуваме, да правиме долгови што ќе треба ги вракаме сите ние. Дека треба владата да скрати од своето луксузирање, од непродуктивните трошоци.
Ако е време на криза, ако секој наш човек, секој наше семејство, секоја наша фирма или предпријатие мора да се бори да преживее, да штеди секој денар по 5 пати да го брои, тогаш и оваа влада нека штеди, нека скрати од своите луксузирања. Нема потреба од нов мебел за министерствата, од нови луксузни коли, од владини реклами. Доста беше веќе со споменици и фонтани, со мермер, со бронза, со барокни фасади. Ама, ова власт не може да диши, а камоли да владее без многу пари, без нови кредити, без своите огромни криминални пералници за пари. И што смисли големиот реформатор, демократ, европеец, пастир Никола Груевски? Таков план измисли да се го реши овој голем проблем, така како што му личи на еден диктатор. Криминален, силежиски, мафијашки план. Буџетот да се донесе на сила, шверцерски. Да не се ферма ни устав, ни закон, ни деловник, ни демократска процедура. А ако опозиционите пратеници продолжат да се бунат и бунтуваат, тогаш ќе им прати специјалци и алфи да ги претепаат, да ги влечат по земја, да ги исправат од собранието. А за да нема сведоци, претходно со сила ќе ги испрли и новинарите и представниците на медиумите од собранието. И како што военна диктатура и била замислено, спроведено, во понеделникот Никола Груевски го згази уставот на оваа земја. Никола Груевски изврши убиство на демократијата во Република Македонија. Од понеделник наваму Македонија не е ниту правна, ниту демократска држава. Тоа е партиско-полициска режимска држава. Таа срамота, таа грука ја вие цела Македонија и целиот свет. Почитувани граѓани, драги пријатели, од понеделникот наваму Никола Груевски целиот наш народ, сите нас, сите вас, ве стави пред следниот избор. Или ќе прифатиме да наведнеме глава, да послушаме, да ќутиме, да замолчиме, да бидеме понижени, подценети, да трпиме. Или ќе се кранеме, ќе се извишиме, ќе се бориме и ќе се избориме. Демократија, за нашата иднина, за нашата Македонија. Трето нема. Секој кој што мисли дека има трето, што мисли да се пемка, да тактизира, да изиграва салонски интелектуалец, циник, излегол или не излегол, бил на оваа или на оваа страна, ќе живее во оваа Македонија, ќе ги трпи сите последици. Почитувани граѓани, за нас во Социјалдемократскиот сојуз, за нас во Сојузот за едината, одлуката е одамна донесена. Враќање назад нема. Добре, шефе. Запирање нема. Одиме до крај. Одиме до крај до победа. До мене допираат муабетите што се ги прават меѓу себе. Дека се ова ќе траело до нова година толку. Дека ќе спласнела енергијата. Ќе сме се умореле, ќе сме се потрошеле.
Neka ne laže umo, ne si pravite bajram sa vozokom. Ništa nema da završi na Nova godina. Sve doprava počela. Ovo je početok na kraju od nova diktatura na Nikola Gruevski. Naši narod veli, pred Božji, zad Božji, kaj da si, doma da si. Ovakva država, s ovakva vlast, naši od domke bila tu listite, poštadite, parkovite. Veke od sreda продолжуваме. Веќе од среда во секој работен ден, од 18 до 19 часот, и во Скопје, и во сите градови ширу Македонија, ќе организираме отворен парламент, народен парламент, граѓански парламент, место каде што луѓето ќе си ги кажат проблемите, потребите, маките. Драги пријатели, се наоѓаме на 2 дена пред Нова година. Денови кога традиционално од секогаш и секаде се упатуваат убави желби, позитивни мисли. Еве јас да искористам оваа прилика. На сите вас, на целиот наш народ, посакувам оваа нова 2013 година да биде година кога храброста ќе го порази стравот во Македонија. Кога волјата на народот ќе биде посилна, поцврста од диктатурата на оваа власт. Кога ќе се отвори вратата кон иднината, кога ќе го видиме излезот од ова чуриште во кое што се наоѓаме. Нека оваа нова 2013 година биде година на голема победа на македонскиот народ и македонската држава.